Берово закитено со партиски знамиња. По главната улица во градот веќе една недела се веат знамињата на ВМРО ДПМН. За опозицијата ова е демонстрирање на сила и злоупотреба на функцијата градоначалник за партиски цели, а за градоначалникот Наџински достоинствен пречек на председателот Иванов и поддршка за неговата кандидатура за повторен избор. Која е пораката што градоначалникот сака да ја испрати со поставувањето на партиските знамиња на ВМРО ДПМН во Берово? За нас ова е преседан, провокација, притисок за жителите на Берово. Ова е уште едно демонстрирање на сила и злоупотреба на функцијата градоначалник и мешање на градоначалничката функција за партиски цели. Неодамна во посета на нашата општина беше председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов. Најдобар символ и знак дека градот, граѓаните се среќни и задоволни од неговото досегашно работење и ние како партијци е тоа што нашето знаме го поставивме во чест на неговото доаѓање. Од СДСМ прашуваат дали кога ќе дојде Пендаровски ќе се постават и знамињата на опозицијата. Дали кандидатот кој ќе биде нашиот кандидат за претседател на Републиката, кој ќе дојде во Берово ќе постави знамиња на СДСМ? Па не знам дали Пендаровски воопшто има знаме. И тие дали имаат знаме, но ако имаат, нека стават. На нас тоа не ни смета. Беровци со поделени мислења за партиските знамиња низ градот. Во Берово нема само ВМРО-вци, значи има граѓаните сигурно имаат симпатии спрема други некои партии. Тие на мене поготово, за мене си прикажам, не ми омета ништо. Ниту мисля на тие работи. Ама има свет, стварно, криво им оти, де тие, сапа има тура албански знамења, па 300 чуда, и така, са демолисани светот. Инаку за ова партиско китење на градот, општинската организација на СДСМ ќе ги информира надлежните, ДИК и ОПСЕ, а од ВМРО Народна партија очекуваат на општинските бандери да се развеат знамињата и на останатите партии.